Добре дојдовте. Започнуваме уште едно издание на емисијата Никој да не знае. И веќе сме договорени. Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин, кој е тој збор 2 пред самото представување негово. Тој е човекот кој многу го сака Скопје, освен Скопје тој многу сака и музика, одличен пејач, прекрасен кантавтор, што би рекол самиот Желјко Бебек го пеам оригинал. Неговите пријатели во неколку минути ќе кажат многу нешта за него, меѓу кои дека мана му е што пие само растворена кисела вода со вода, како вели едниот од нив, а неговиот Стефче, кој е дел од бендот Белокопче, ќе рече дека тој, значи Стефче, е подобар гитарист од нашиот гостин и за тоа многу често се расправале. Ке имаме време, веројатно се надевам во оваа Никој да не знае да проговориме за многу нешта што ги споменав и во оваа најава. Зоран Рудан-Цеки во Никој да не знае. Здраво, живо и добре дојдовте. Здраво и поздрав до сите гледачи на телевизија. Да. Точно е ова се, така? Многу го сакате Скопје, многу сакате музика, многу сакате и видеопродукција во која што се пронајдовте. Ке кажеме и како изглежда таа приказна околу почетокот на видеопродукцијата. Но мене, она што не можев да го најдам во овие пишани белешки за вас, па и по нешто некој интервју пригледав, како почна приказната со музиката? Вашата приказна со музиката? Па веројатно спонтано, затоа што сум имал некој музички порив. Тоа е, ајде да речам, половината. Добро. А другата половина е тоа што у тоа време популарни беа сите гитаристи и музичари. Да, тие фаќа женски. Така. И беше баш беше онака штос да бидеш главен мангуп. Добро. И така да едноставно тоа некако ме опчини и пронаоѓајќи се себе си у музиката, веројатно тргнав по тој пат. Мада имав предиспозиции да бидам и некој гимнастичар или не знам, атлетичар. И подевте, нешто правевте или? Па да, бев така доста активен во тоа? Што правевте? Гимнастика, баш гимнастика? Па не знам, ја трчав, не знам, брзо, вежбав карики, такви работи. Не, а се занимававте никаде полупрофесионално или не? Една случајно имам освоено, второ место ме зема. Како беше ова една случајно? Замисли да било два пати. Вика, ај, дојди професорот по физичко. Добро, во основно? Во основно, покоен Драган Булатов. Вика, абе, ти знаеш, вика, да свириш, ај дојди со нас, вика, да не бодриш, вика, ние имаше државно такмичење. Добро. Викам, ајде. И јас сега треба да ги бодрам, да свирам гитара. Добро. И трчаа тамо, не знам што прават, и вика, абе, ми фали човек, вика, штафета да трча. Ти знаеш ли, вика, да трчаш? Ставе, викам. Ај, вика, знаеш ли. И ме става на штафета, бе, ти си трчал, вика. И? Ќе те пријавам, вика, за такмичење и втору Македонија. И после не продолжите? Па не, доаѓа, знам дека доаѓа, прашува, знаеш, татко ми вика, ај, кажи му, вика, нека иде, треба да идеш на тренинг, значи тогаш веќе сериозно да почнеш. Да, посериозно ја бев во нешто друго. Да, музичар, да. И сега кој голман пред и голман ако играат фудбал, јас се трчам тука на гол и одма девојчињата, знаеш, да. И сега, ај сетете се, затоа што го сакате Скопје, има приказани во тоа, ќе зборуваме подоцна, кои беа бендовите од кои што вака ве воодушевуваа во тоа време кога вие раставте? У Скопје? Да. У Скопје се знае, Лепи Сол беше... Добро, број 1. Број 1 и сега ја ден за ден не ги знаев вака, не сум имал можност да ги слушам, ама секако беа ги слушавме на плочи и едно поштовање огромно према нив. Секако Лева патика, па не знам, Тартив беа многу интересни. Тартив? Да. Кој беа Тартив? Па и беше еден бенд. Бенд кој што? Аха, рокери? Рокери, да. Добро, значи од тие ви беа никаде, да речеме, беа инспирација, да? Они беа доста постари од нас. Добро. Ние као копилјаци шо вика, по-скопски. По-скопски. И така гледавме и нешто
по нив се ако може, обидуваш нешто да украдеш. Што можеш да украдеш така од тоа? Не знам, колку сте имале, колку често биле на телевизија, каде сте ги гледале? Добро, тука беше МКЦ, имаше нели такви средби, гитаријади и така натаму, можеш да видиш, да речеме, Па не можеш да видиш многу. Добро. Ама беше пак некое, како да кажам, друго чувство беше, јас сега од оваа гледна точка кога некако би можел да го слушнам тоа на што звучело, секако тие не биле некои свирки кои знае колку добри и квалитетни, колку што нас ни биле презентирани дека е тоа вау, или знаеш, и ови како свири, значи сега има деца што свират, значи растураат онака. И бендови имав можност да ги слушнам кај Валентино Скендеровски, неговото школо, имаше некои настапи таму, тоа стварно свират. Да. У наше време немаше баш така толку добри свирачи, ама имаше па некоја рок-н-рол. Дружба, некоја поинаква. Дружба, да, некоја таква енергија, што гледам и кај нив, можда дел од тоа се пренело, не знам сега како е, гледам дека и они се дружат, али тоа е едно посебно чувство. А дали можеш да научиш нешто? Да. Мислам дека не можеш. Кај нас беше, не знам, ќе има на телевизија Deep Purple, например. Добро. Одма телефоните гледаше, Да, тоа 5 секунди било. Јас се јавувам после кај друг, гледа, да бе, леле, како беше. Како свират, значи, добро. тоа. А имаше ли такво преснимување, нели, например, не знам, на радио се слуша некоја песна и таа ја снимаш и после тоа ја преслушуваш, пробуваш да ја симнеш, како велат. велат. Ама друго беше видео вака на телевизија и гледаш. пуштиле Deep Purple, ние унесвести. 5 секунди тоа некој соло малку и одма на телефон, значи. Како го промашив или не знам. Да. И како учевте всушност тогаш? Ајде, тоа е следното прашање. Јас стварно не знам, тоа едноставно само од себе си доаѓа. Барем сега кажувам како ги бараш акордите? Ева најпросто прашање. Како го учиш? Па не знам како. Ја, например, уште тогаш знаев на одредена скала, например, ако сум у С, у А, не е важно, било која песна што свири, да ја симнеш. Да, без проблеми на клавири, ја не знам што да. Али акордски можете да се и сега тоа не е реткост, мислам, ама не е ни толку често, значи има доста луѓе кои тоа без проблем го прават и обично се тезгари. Добро, чекај малце, пред да дојдеме до тезгите, имавте некој бенд во тие младешки денови? Па да, првиот бенд беше Rock System. Аха, добро. Бевме гитара, бас и клавиатура, клавир и тогаш беше органа. Аха, органа. И ни фалеше бубњари, тогаш комшијата мој Ринџо купи бубњеви и он ни стана четврти член и стигнавме на полуматура да правиме концерт. Сериозно? Па да, не знам сега, пак кој знае што сме свиреле тоа, да. Имате нешто? Има никакви траги, нешто немате? Нема траги, имам вака, независно од тоа некои други, што така малку хаотично, ама пак надежно спрема тоа што е возраста, значи 8 оделение, тоа се 14 години. 14 години, така е. Она има слики, значи кој ќе видам тоа сијалички, кабли што сме прежиеле, па не знам, за да светат оние стартери од неон ки стававме и они трепкаат. Така да ама да добро, тоа беше. Да, тоа беше дел од тоа уживање кое сум среќен што имав шанса да го доживеам. Да. И потоа, после тој бенд, пак дел од бенд некој друг или потоа почнува никаква соло кариера или и кога почнува таа? Не, тој бенд правеше мали транзиции, углавном бев јас тој што фактички го носи тој фронтменот, да. Бенд. Од Rock System бев после тоа басистот, нашиот басистот иде у Мизар, свиреше у Мизар. Покојни Сашо, со него го снимија и албумот, мислам, првиот на македонски што е на Мизар. А ние продолживме, Валентино Скендеровски беше у... беше у група? Беше у Rock System? У Rock System. Прво он свиреше бас, а Вањо, другар ми исто покојни,
тој свиреше клавиатури, па после се сменија. Аха. Ај ти можеш боле ова. Коно, види, они се музичари кои можат да го да одговорат на тој предизвик. Сега добар музичар не мора да биде виртуоз. И обратно, виртуоз не мора да биде добар музичар. Значи, али многу е поважно да си добар музичар у смисла као да ја разбираш музиката, да ја чувствуваш и да... И што правевте овој рок системов? Што правеше? Правеше своја музика? Да, зборам за авторски бенд. Тогаш немаше тезги, мислам, тоа може да имаше, ама ние немавме допирна точка. Озбилно, значи јас мислам дека сите се забавњаци. Ја прв народњак видов у војска моје годиште, отвара сошката Драгана Мирковиќ, не знам која беше. Абе, викам, ти народна? Да, бе, вика, народна. Тоа беше шок за мене, значи, моје годиште. Али, ја пак ќе кажам, тоа е веројатно лошата работа, што ја да знаев, уствари, дека... Дека можам да бидам, ќе бидете народњак? Не можев да бидам народњак, ама ќе имав контакти со нашиве народњаци. Нас едноставно живеевме у некои паралелни света и уопште немавме никаква допирна точка. Ја имав чувство дека тука нема музичари. Уствари имало, ама они били у народњаците. И не знаеш кај се. Типоите си свиреле, си едицирале, ама ние не сме се познавале, за жал. И потоа кога почнаа тезгите, како да кажам, практично ваши? Значи вака, бендот Мистер Genius прво, значи тие рок фестови, тоа све ни помина, дојде време за женидба и од кога се оженивме, значи после тоа додуше и техниката си го направи своето, можевме да јас изнајмував некои си тамо работи за да миксета за 24 сата и да си снимаш. Изнајмуваш миксета, сајдар, микрофон ти дава и слушалици. Добро. И ти и тоа сериозна сума е никоја таква, што требаше да... И ритам машина. И ритам машина. Па не знам, ја со тоа доста успешен бев и направив доста. Не знам како и јас, стварно не знам, прв пат ја гледаш, тука, овака, така. А вие за кратко време правевте поише песни, така? Тоа сакате да ми кажете? 24 сата да изнајмиш, ти за 24 сата, ако можеш 3 песни, 4 песни, тоа onda е супер. И така да дојде тоа време, после тезгите дојдаа тамо негде, не знам, можда која направив можда 30 години. Аха, добро. Тогаш кој бенд беше? Сам бев? Тогаш немаше бенд. Добро. За жал, мојот другар Вањо беше, мислам, тогаш почина, 2000 не знам која, и онда интензивно почнав да свирам. Ја предходно ствари почна да свирам, али дефинитивно останав сам, што се однесува до тандем или припадност на некоја група. Така да продолжив после соло кариера како цеки со авторски песни и не знам, сега тезга почнав негде не можам, пред 30 години сигурно. 30 години? Да. Па, можеш да се живее само од тезга во тоа време? Можда. Не, 30 кусор. Да. Па види, имаше една ситуација која ми приде една девојка така и вика, само да ви кажам дека вие сте свиреле, ја кога сум се родила на Мекици. Та девојка, мислам, као се слушнале со мајка татко. И кој свири цеки, да му кажеш дека ти на Мекици свираш. Да. Ајде сега тогаш да одиме кај кога го формиравте Бело копче? Трибутот на Бело. Бело копче го формиравме негде пред короната. Аха, 2017-18, така? Да, па не знам сега тачно. Да, ама тама нешто почнавте? Короната кога почна тамо од март, негде крај на март како беше, се знаеше више дека доаѓа. Дојде короната и више нема што. Значи ние нека било тоа пред 5-6 месеци. И почнавме да, мислам, правевме проби све тоа, имавме репертоар, така да со таа корона стагниравме неколку години, тие 2-3 години колку беше. И од која се пуштија работите, продолживме и... Едно место е особено забележително за такви настапи ваши, така? Тоа е Рулет. Тоа е за живи настапи како цеки. Така е. А ова е, знаеш,
многу интересно што може да се вака на изглед слични, Добро. ама се многу различни. Настапите на Бело Настапите, купче, да. а и настапите на Цеки кога е сами забавува Ово публика. што е тезга и овие ресторани, рулети, сите тие Да. кај што настапувам, се повеќе јас. Аха. Значи, нормално чекам фидбек од публика, малку само да видам искра, една маса. И Јас толку. сум радосен, да. Ако ја дигнам таа, може да ќе стане и друга и трета, и обично знаеме да направиме една баш Добра журка. добра атмосфера, поготово сега пред Нова година. Немавме утка, 12 дена поред, беше Беше топ. лудница. Да. Аха, добро. Го споминувам, А ова што е Бело бело купче. купче, веќе имаш друга димензија и може надвор да се продава, може... илјадници луѓе, значи публика, голем стеж, значи сосема друго и тука можам ја да се издвојам и сакам да ја пренесам таа енергија, ама сепак е тоа некако малку подалеку. Значи не е толку интимно, не Така е. Не можеш маса да станеш. да. Например, ве прашав за рулет заради тоа што првиот од пријателите кои што ќе зборуваат за вас, кусо, ама доволно за да се насмееме сите во монтажа горе, особено за и околу маните, е Армандо Чаволи. Го гледаме него, па се враќаме во студио чисто да искомуницираме што тоа Цеки мисли дека е точно од ова што Армандо ќе каже, а што можеби и не е баш или не му се допаѓа. Ајде да го чуеме. Цеки се познаваме поодамно од градот, иначе многу добро се познаваме последниве 7-8 години, кога свирихме нас во ресторан Рулет. Цеки би го опишал како професионалец, вреден и работлив. А неговата мана е што пие исклучиво кисела вода, разредена со вода. Прашање за Цеки кога ќе ги направи конечно кабловите во Рулет. Ете така. Тоа беше Чаволи, ајде сега кажете ми. Ја мислам дека Армандо е среќен што ја пијам вода. И идам вака, кои со стајни шишиња од кисела вода и ќе си земам малку полче колку има и ќе си досипам вода. Да, и така ми е најубаво. Значи, Ова цел живот или... Не, скоро 7 години сум само на вода? Вода, на... Аха. Зашто? Се препивте? Така има еден виц, нели? Ја сам своje попио. Да, што вика, јас сам своje буре попио. Да. Мислам дека е многу подобар Настапот кога сте и настапот и уопште све е подобро. Значи тоа е само едно лажно, сега ќе се напијам за да бидам подобар, за да се расположам или не знам што, значи самата перцепција со гостите и таа веселба, ја ако не можам да се расположам без алкохол, не можам ни со алкохол. Значи можам само да мислам дека сум расположен. Да. И дефинитивно моја препорака е само вода. Само вода. И тоа кисела со пола ја правите или како? Кисела многу ќе биде јака, вака кога ќе ја разбожиш со вода, Ова е добра финта, мора да се проба. Еден вика газда на друго место. Јас си земам шише, немој бе вика од шише, земи барем чаша. Барем да не гледаат дека од шише пиеш. А ова со кабли бе, шо е? Абе со каблите, ја не знам, у опис на работно место не ми пишува. Не ми е дека кабли да средам. Па го карам стално. Добро, шо е со кабливе? Не се средени? Има некои кабли што треба да ги среди. Јас ја не знам, не сум ја некој знам нешто до негде, ама не сум толку стручен за да можам да му средам. Има некој брум тамо, некој... Аха, тоа е ја тоа го работа. средив што се однесува до мене. Добро. А што се однесува до моите кабли за звучниците што изгледаат така... Како што изгледаат? Тоа ќе ги средам... Најбрз можен рок. Кај ги најде, викам. Вака сега, има вистина во муабетот дека кога требаше да го снимате првиот спот за Чекам да заврне, всушност од целата таа атмосфера околу тоа, нели, да земе камерава, па што, како, пона, ја да видам и ме навлече видеопродукцијава, да влезам во тоа. Па да, тоа беше Феро Бранд, Добро. Снимател и нашиот мало се снимаше тогаш.
И вика, ја ќе земам камера, вика, ќе снимиме спот. Добро, ја мислев тоа така иде. Така иде тоа. Ајде, добро, јас све тоа имав у глава, имам Што некои сакам? режисерски, Добро. да ги кажам, визии, ти тука, ти вака, црева, дождови, не знам, добро. све тоа. И заврши спотот и тој ми вика, ети, знаеш, еве го спотот, и шо, викам сега. Па ништо, викам, монтирај. Леле. Како бе, викам. Ки си идеш, вика, у продукции, тогаш беше две продукции беа. Идам тамо, 1000 марки или 1000, не знам. Втората продукција, пошто си убав, 980. Леле. Абе, викам, многу тоа. И? И се јавив тамо кај еден пријател, кој бе, викам, софтвер за монтирање, тогаш почнувавме уште со. Вика After Effects, After Effects за после, значи, кој ќе постпродукција, така. прво кат монтажа е, значи да ги наредиш, а после Генерално, тоа да. After Effects, добро, Ајде. ја неколку месеци стани Истражувавте? Да, и го научив онака, буквално би ја кат монтажа правев у After Effects. Леле, Не ми мајка. веруваа, викам, немогуче. И? И си го ништо, добро направивте се сам на- првиот спот? Првиот, да. Првиот Добро. спот со колор корекции, со монтажа, со Колку све. време ви требаше? Па неколку месеци го Да, монтирав. да, пошто И си тоа- учев заедно за Пази, монтирање. овој, тогаш тие беа шатолицко прозорче. Значи ти Добро. ќе направиш нешто и И сега, пример ај 3 види го. секунди и го чекаш. 2 минути, добро е, знаеш, Добро е. ај се. И така. Па на крај, уствари тогаш беше аналоген сигнал. Неко сега ќе сними па онма. Прво да го внесеш сигнал, го внесувавме како тарги тамо, како слики, па ги изнесувавме. Измонтирам спотот, ај сега вика врати го на лента, пошто со лента. добро. Како лента, па и тоа е проблем. Така да сега е многу Полесно и едноставно, да. И сега, Ама научивме. да, и сега таа видеопродукција потоа тргна работата, така? Па Имаше да, период кога... работев долго време со видеопродукција и со камера и така. Баш Научивте интересно. се нешто. А сега се не, ама Ама доволно... се нешто, велам, многу работи. Доволно, ја одамна не сум ни работел. Имаше едно време, немаше да гледам филм или нешто, овој од вамо снимило, сега си гледам супер. Сега не сум со тоа си го гледам оптеретен. филмот, да. Како ова снимено, па не Да. знам. А очекувавте ли дека чекам да заврне ќе стане таков хит или како да кажам Evergreen од оваа перспектива сега? Кога ја создадовте? Па таа беше 2000-та на Добро. Макфест. Не очекував дека таа ќе ми го обележи животот, уствари. Мислам, профилот како Да. пејач. Затоа што прво беше прва песна јавно на фестивал. На фестивал ваша, да. И мислев дека да, ајде, добро, окей, спотот ќе Помина. биде, да, као испадна дека е добар спотот и они баш онака за тоа време беше вау, што е ова. Така да, веројатно само од себе, ама и самата песна, затоа што е прво посветена на другар ми Вањо кој беше починал. Вие нему му ја посветивте. Да, добро. таа е уствари за него посветена песна. И некако само по себе си дојде и баш ми е драго што ете така стана некој печат мој на мене како музичар, затоа што бев и плюс со него другар. Така е. Па заедничка е некако. Па веројатно да. Да. Ќе ја чуеме во продолжение, одиме со джингл и чекам да заврне за сите вас. Prašina lepiš, tamo kaj što ne smejam. Sve što ostavi tuka, po sebe go spakuvam. A može bi si oblak mal i često se pojavuvaš. Ti kako da si oblak mal, podožno što i šestuvaš. Čekam da zavrne, dožno da
на небото птица, од сонцето топлина. Понекогаш звезда, понекогаш снегулка, а може би си облак мал и често се појавуваш. Ти како да си облак мал, подождо што исчезнува. Чекам да заврне, дождо да истури, малку да прошетам, да се исплачам. Чекам да заврне, чекам да истури, подождо да прошетам, да те пронајдам. Чекам да заврне, дождо да истури, малку да прошетам, да се исплачам. Чекам да заврне, чекам да истури, малку да прошетам, да те пронајдам. Подождо да прошетам, да се исплачам. Зоран Рузанцеки, во оваа никој да не зна, имаме околу 20 на минути во вториот дел, како ние го викаме, имаме уште една песна исто така која што му ја одбележа кариерата, омилена на сите мои дома, пак им ја посветиме и нив, ама затоа на крајот на ова издание на никој да не знае, сега имаме неколку теми. За муабет, јас сакам да знам кога почна или кога свативте вие дека и народњаците и за нив може да пишувате песни, па му напишавте например на Наум една песна за Божик која што потоа ја препејавте сакајки нели да ја слушнат што повеќе луѓе. Пишувањето песни, Добра. значи е, како да кажам, тоа не можам да го опишам, ама тоа е некако спонтано действие кое некако го доживуваме. Добра. И мислам дека можда и нема разлика од забавно. Пишување забавна Па да, или со народна тоа што песна. ја не сум навлезан толку у народната, мада на тезга имам и дел кај што си пеам Кај што народна пеете истина, народно. ама пак е тоа, значи јас сум растен со друга музика и сега не сум имал можда и потреба да се задлабочам толку Во народната. во народната, ама у принцип тој што пишува песни, мислам дека може и ваму и таму добро да се снајде, да. Така да тоа е едноставно чувство кое треба да излезе и нешто го имаш у себе и треба некој повод, можда тлее цело време, значи само една мала Кога искра. ја пишувате оваа за Божик, ја пишувавте стикно за Наум или таа беше веќе создадена, па потоа вие баравте кој Беше од овие создадена, народниве би ја извел добро? Да, прво ја пееше Кико, еден дечко кој исто многу добар вокал. Потоа стоеше така песната, значи не искочи на радио и Наум ја слушна, му се допадна и Сакам да испеам. Препеа, да. Малку ја спуштивме, ја направивме, да. Добро. И? И па ништо, он си ја отпеа како што е Наум, како Наум, он ако ме пуштиш, значи Божи ти помина, ако сакаш тоа да ме прашиш. Ако ме пуштиш и ништо. Ако не ми е гајле. Така е. И затоа вие ја препеавте уште еднаш? Гледам, Ја нема. Божич, 2 Божича, 100 Божич. Ај, викам, ја ќе си отпеам. Ја ќе си отпеам и за мене. Да, и сега ја не можам како Наум да отпеам, Така е, ама ќе си отпеам со свој жар. Да. Кога сме на оваа тема, пишувам за некој друг, видов во едно интервју, велите, тешко ви било да се разделите од вашите песни некако, нели? Кога ги создавам, некако не знам баш дека кога ќе ја слушнам некој друг да изведува, некако не сум баш најсреќен. Не, среќен сум кога има голем успех. Добра.
апсолутно сум среќен. Добро. А песната, пошто е моја, се осеќам баш како моја и се овој текст, можда ја како би го отпел, можда би било боле се. Си правам? Да. Да. Мада не е таков случај, зависи која песна е сега. Например, оваа на Наумија уопште не ја рачунам дека ми е како у таа. Да речеме некој кој што се слушаат или како? Тој е мој мозаик на песни, ајде имам и народно. Ама не е нешто важно, да кажеме, некоја мала точка. Имаше сега една песна на Компас Бенд, која направи милионско гледање, да. И ја кога би отпел таа, сигурно би имало 100-200 гледања. Овие мои пријатели се вика тоа? Да, они, ете, значи има некој шмек, така и пошто е као дует. Добро. Милионски гледање. Милионски? Да, така да. Да, има и друга една песна ја гледам уште се слуша. Ај кажете ни никој, пошто не ги знам јас тие ваши што се. Не знам, еве сега имам припрема е скоро е готово уште една песна, па има За некој друг? Исто за Компас. Добро. А за Компас, добро. Да, имаме една соработка подолго траена, така да се надевам дека и таа ќе достигне некој так. Сакам да кажам, како песни, кој ќе ја давам, да, ми е баш онака моја, ама ми е драго кога ќе ја слушам на радио и баш сум среќен кога има некој успех. Супер, сега ова што ми го кажавте, јас за 100 луѓе ќе слушнат они милионски прегледи, тоа значи дека не научивте да го правите маркетингот, како да кажам, на ова ново време или не ви се допаѓа тој маркетинг? Па не знам ја тоа. Не е веројатно само до маркетингот, него и они едноставно им се погодија гласовите, им се погоди песната, се погоди времето. Така, и маркетинг сигурно, и се. си направија спот луѓето и така. Мислам, скуп спот и така. На српски беше, не само на така да... Можеше поширока публика да ја слуша и така натаму, да. Поголем аудиториум. Тоа е, не знам, знаеш, најтешко е на тој што да не бидам нескромен, тој се ставам како пејач, како аранжер, продуцент, бла, кантавтор, добро. И сега ја да ги убедувам некои дека јас сум добар и дека ова што ќе го направиме добро. Имаш ти дете, ова дете мое многу добро. Значи ова дете е све. И така некако ај купи го детето мое, знаеш. Ако сакам. Најдобро е детево, мораш да го купиш, да. Види што убаво. Ова со Желко Бебек и нели Бело дугме, навистина баш него, баш го, како велите, го кинам или во оригинал го пеам? Па со него израснав и тој начин на пеење ми е најблизок. Тој тип на вибрато, дугачко, не знам, крупно, рокерско. Целата поставка на устата, на све, значи, јас сум онака сум се воскитувал на тој начин на пеење, дикција, украси, така да тоа ми е најблизок. Тоа не значи дека и овие, пример Тифа исто страшен албум извади. Ама него го доживувам така, како Бебек. Близо кој ќе го отпеам, баш онака бебековски го. Да. Трибјутот на Бело дугме или Бело купче, каде се ве однесе? Босна беше тука, беше Србија, беше... Има еден менеджер, вика, добро сте се позиционирали. Така? За Босна, сега ми пуштија баш, не има и по телевизија, нели таа. Супер. Има некои закажани настапи оваа година? Да, има, ама тоа се обично летно време, летни. На тие фестивали некои или како, да. Тие моторијади фестивали. За жал овде некако не знам зашто, добро. Си имаат некои своји фаворити. Па, не знам зошто. Стварно не знам зошто. Ако помине некој трибјут друг, имаше ситуација кај што исто доаѓа трибјут Бело дугме од не знам каде. Тамо тие поминуваат, да не бидам нескромен, ама се многу. Јас знам кај ви е проблемот, ама не ми се љутете. Менаџер. Само добар менаџер. Ја мислам дека тоа. Свака роба има свога купца. Ако не купил некој, негде има проблем. Значи, не е можно некој да не примети нас. И ова е златно, да не го земе. Жостите го, ако е злато, ќе го зема. Не земале, зашто не знам. Значи, има дали дека сме од Македонија, дали немаме авторски песни, дали не знам, нешто има. Значи, што... Зборам и од
ова наша естрада и Да. тамо горе. Мада горе многу поише Да. функционирам. Добро, тоа е многу важно. Кај нас така биваат работите. Прво горе, па после назад полесно Да, било. да. Така вие целиот Балкан горе поминете се го, тие- па после тоа Ќе кажат лесно од ќе биде за Овие Македонија. се од не знам од Аха. Босна. Они се Да, или а од- они се супер. Никогаш не е доцна, исто така нешто што сакам да го споменаме. Сте рекле во едно интервју кога ве прашале, велите точно е дека Македонија изобилува со таленти, но реалноста е дека сме мал пазар и тешко се пробиваме надвор од границите, јазикот, инфраструктурата, па и недостатокот на силни менаџерски тимови се пречки кои не можеш сам лесно да ги надминеш. Затоа никогаш не е доцна, за мене е шанса да ги разбијам тие бариери. Велите луѓето од регионот ме препознаваат веќе, добивам многу пораки, признание и поддршка. Тоа е ново ниво на популарност кое сам тешко би го постигнал, а се надевам дека во блиски иднина ќе го искористам и својот авторски потенцијал. Ово го прочитав сето за да добиеме во време и да ве прашам колку и што ви донесе. Никогаш не е доцна. Па последното тоа што ја како автор сакав да се Добро. презентирам таму, уствари тоа беше најголемата. Најголемиот, да речеме, иницијална каписула Да. за да се пријавите. За жал таму бизнисот е На друго ниво. да, на друго ниво многу тешко пуштаат. И тие што можеш да дојдеш до нив, доаѓаш привидно. Значи кога ќе треба да се реализира тоа, обично не е така. Јас сум борец и не се предам, значи Имате некои контакти, веќе нешто има на... па да, имам ја доста контакти и цела година прошла ја работев и имам доста песни направено кои мислам дека се изузетно квалитетни. Мислам дека стварно може да постигнат голем успех доколку се ги отпее некој Квалитетен пејач. квалитетен пејач. Добро. Сега тоа е најголемиот проблем. Тој квалитетен пејач треба да има квалитетен автор или докажан автор или нешто такво Да. што Да. Добро. Сега, го гледаме вториот ваш пријател, така? да го видиме. Стевче Грозданов. Стефче Грозданов. Ете, и тој има многу интересни забелешки на тема Зоран Уданцеки. Ајде. Цеки го познам уште од млади денови, од времето што кога учевме во основно училиште. Се гледавме по одмори, он беше една година помал од мене. А повеќето дружбата ни беше во оркестарот. Мандолински ли беше, не знам, во основното училиште Кирил Печиновиќ. Поинтензивно се дружиме веќе скоро 20 години по разноразни проекти, а најзначаен ни е проектот Бело копче, Трибиот Бело дугме, со кој што во последно време имаме многу добри резултати, како кај нас, така и на Балканот. Ја Цеки би го опишал како голем воркохолик. Ја не се сеќавам, искрено да кажам, дека имало моменти кај што нешто не работи. Се нешто има за работа, се нешто подработа, се нешто доработа, се нешто ново му текнува. Така да, огромен воркохолик. Мана му е што мисли дека е подобар гитарџи од мене. Тоа му е најголема мана, но се расправаме околу тие работи и он се уште мисли дека е тоа така. Ја Цеки би го прашал која му е негова омилена песна од негово производство и која е омилена од Бело дугме. Неколку работи се важни. Кој боли гитарџи, ја не знам. Ја кој викам боли ја. кажи? Ја, бе. А ово со воркохолик имам уште минутка пред одјавата ќе видиме и ќе чуеме уште една твоја омилена на Мојве дома, нели, ќе си ги поздравам Зелена Кајсија. Стварно цело време работиш? Па да, си наоѓам работа. Си наоѓам работа. Добро. И среќен сум. Среќен сум што е така. Да. Добро. И уште едното прашање да му го одговориме, значи која е омилена од твоите авторски и која ти е омилена од Бело дугме? Па омилена ете, чекам да заврне нека биде, мада би ја ставил и Зелена Кајсија, секогаш сум се двоумел меѓу тие А се две. чудите кога ќе ви ја побараат Зелена Кајсија, зашто Све поише и дали поише ја Боријана, бараат. моите дома, значи цело време ја слушаме таа песна. Неверојатно се поише ја бараат на моите настапи, така да ете и за твоите и за тие и за од сите кафана. тие што ја бараат у кафана. Што ја бараат, да, направив еден
понов аранжман. Добро. Исто е све е Добро. пресвирено, ама е Ама е помоден понов. звук. Добро, кога концерт за крај? О, тоа е најголема моја желба, како сум самостоен. Така е. Не знам, што побрзо Тоа биде подобро. тоа подобро. Добро. Повели микрофонот, вам ви благодарам. Се гледаме и следната недела во нова никој да не знае. Врнат денови, течат години, а јас стареам. Под која крошна да се одморам, на чиј скутник да се исплачам. Врнат денови, течат години и ти стареш. Ниједна пролет нема да те украси, а и туѓа си. И само очи да затворам, и тебе веќе те сонувам. Некаде кукичка, пред неја зелена кајсија. А кога очи ке отворам и пред себе ке погледнам, куќата сронета и една кајсија свената. Течат години, а јас стареам. Под чиј покрив да се сокријам, на чиј деца да се радувам. Врнат денови, течат години и ти стареш. Ниједна пролет нема да те украси, а и туѓа си. И само очи да затворам, и тебе веќе те сонувам. Некаде кукичка, пред неја зелена кајсија. А кога очи ке отворам и пред себе ке погледнам, куќата сронета и една кајсија свената. И само очи да затворам, и тебе веќе те сонувам. Некаде кукичка, пред неја зелена кајсија. А кога очи ке отворам